Добро вечер. Ве поздравувам на почетокот на новото магазинско издание на 360 степени. Во следните 50 на минути на МРТ1 ќе гледате. На терен не се потребни бројки за да се дознае состојбата со нивото на водата во Преспанското езеро. За локалните жители показател за тоа се дрвените платформи. Оваа, например, допред само неколку месеци била целосно на суво. Две понуди на тендерот за 100 амбулантни возила проценет на 7,5 милиони евра. Од Automotive Group и од занаетчија електромеханичарски дуќан АЦЕ Цветко Гоговски. Затоа ќе се буниме до второстепена, ќе пуштиме жалба и сегде каде што е потребно. Освен што медиумите произведуваат содржини наменети пред се за македонците или пред се за албанците, скриени актери на ист начин произведуваат дезинформации. Ваквите наративи честопати им служат на интересите на надворешни актери како Русија. Колку троши Македонија во секторот образование и колку ефикасно? Од 2008 година како процент од БДП за образование изнесувал 5,43%, кој што бил и над европскиот просек, додека пак од 2023 се спуштаме на 3,79% како процент од БДП. По историскиот апсолутен минимум измерен во ноември минатата година, нивото на водата во Преспанското езеро континуирано расте во изминатите неколку месеци. Подобрувањето е за повеќе од 1 метар, а причините се природни. Не е резултат на организиран пристап на институциите на трите држави кои поседуваат дел од него. Што значи ова во една подолга историска низа за водостојот на езерото и може ли трендот да биде неповратен? Од репортажата на Зоран Јовановски. Алармот за повлекувањето на Преспанското езеро е вклучен со години наназад. Ова е сега најдрастично повлечено езерово, доволно снег немат, дождовите се малки и така да и тоа се одрази на езерото. Да се повлечи во таа мера до кај што е сега. Екологистите повикуваа на акција. Колку бунар има, наводнување, точната преципитација и така натаму, и за да се соберат сите тие да се стават во еден модел кој што би можел убаво да го објасни нивото на водата. По одговори на прашањето што се случува со езерото, беа и представници на Рамсар, меѓународна конвенција за заштита на водени површини, заедно со експерти од Македонија, Грција и Албанија. Очекувам огромна помош од Рамсарската конвенција, најмногу во делот на детектирање на проблемите, но и поставеноста на сите чинители на едно место за заеднички да го пронајдеме решението за Преспанското езеро. Но природата беше побрза од човечките напори, па налеа надеж во езерскиот бисер. Влажната есен, снегот изминатава зима и пролетните дождови придонесоа за значително зголемување на нивото на Преспанското езеро. Според официјалните мерења на Управата за хидрометеоролошки работи, од декември минатата година досега водостојот е зголемен за 111 сантиметри. На терен не се потребни бројки за да се дознае состојбата со нивото на водата во Преспанското езеро. За локалните жители показател за тоа се дрвените платформи. Оваа, например, допред само неколку месеци била целосно на суво. Борче Ристевски од преспанското село Курбиново често доаѓа на плажата во Претор со својот син Александар. Цело време варира Преспанското езеро. Значи, јас како дете го паметам било многу повисоко, скоро до патот. Така ми кажуваат моите, да речам, а јас го памтам близко, 2-30 метра од патот што било езерото, но 90-тите години почнало нагло да се повлекуваат и беше и многу пониско, да речеме, од сега што е и од ланската година. Но ете, за среќа имат знаци на покачување. Во Претор е и мерната станица на УХМР. Кире Костовски е еден од вработените што мери повеќе параметри, како врнежи, температура, влажност на воздухот. Според податоците од мерењата во последните 12 месеци, надпросечни врнежи имало во ноември лани, како и во јануари, февруари, април и мај годинава. Таквите врнежи придонеле водостојот значително да се зголеми. Во јуни 2025 година тој изнесувал минус 618 сантиметри од нултата кота, која е поставена на 847,6 метри надморска височина.
По летните месеци во кои нема врнежи, апсолутниот минимум е достигнат во ноември, минус 673 сантиметри од нултата кота. Од тогаш нивото расте за да стигне до минус 575 сантиметри од нултата кота во мај. Тоа значи дека во просек, минатиот месец, нивото на водата во Преспанското езеро било повисоко за 44 сантиметри споредено со водостојот од ова време минатата година. Со тоа се забележува перманентно зголемување на водостојот на Преспанското езеро, особено кон крајот на 2025 година и почетокот на 2026, во кој период на езерото е зголемено за 111 сантиметри. Зголемувањето на водостојот од крајот на 2025 година и во текот на 2026 година е добар индикатор за можно подобрување на состојбата со езерото, доколку и во наредниот период, наредните години, продолжат влажните месеци со врнежи од дожд и снег. Сепак, колку недостасува за езерото да се врати во некаква нормала, говори следниот графикон од истражување на Македонското еколошко друштво, а врз основа на историски податоци на УХМР за мерната станица Наколец. Во 1963 година, езерото го достигнало својот историски максимум од кога се почнати мерењата. Водата била на речиси 852 метри надморска височина. Во следните 30 на години, до почетокот на средината на 90-тите години од минатиот век, нивото паѓа за 8 метри, до 844 метри надморска височина. Потоа, иако има и добри години, нивото во октомври 2020 година било на 843 метри надморска височина. Само за споредба, денешното ниво на кое сите се радуваат, затоа што е подобро од ланскиот минимум, изразено во надморска височина е 841,98 метри надморска височина. 15 на километри од тука е на јужното населено место во Македонија, Долно Дупени. На плажата го сретнавме 79-годишниот Славе Калајджиевски, некогаш активен како риболовец. Водата беше точно до објектот и малку погоре од објектот горе што се наоѓа. Лично јас имам фрлано мрежи точно кај што е сега објектот точно на тоа место. Сега пред неколку месеци до каде беше најдалеку повлечено? Еве сега кај што е сегашната позиција што е на езерото, пред неколку месеци беше малку подолу од корморанот што се наоѓа на оно дрвото долу во водата. Езерото најмногу може да го заштити самата природа, вели тој. Подсетува дека тоа е на поголема надморска височина од Охридското езеро. Ги дели планината Галичица. Под неа водата од Преспанското истекува во Охридското, што е научно докажано. Славе посочува и на фактот дека езерото го делат 3 држави – Македонија, Грција и Албанија. Па смета дека е неопходна заедничка акција, што не е лесно да се направи. Што повеќе сопственици, то потешко е регулацијата, односно преземање на одредени мерки за било каков поглед за намалување за зголемување на нивото на езерото, односно за умереност во исцрпувањето на езерото за наводнување. За усогласување на напорите за заштита на езерото од трите држави учествува општина Ресен. Во февруари годинава е потпишан стратегиски акционен план со кој треба да се настојува за истовремено воведување мерки. Во однос на која надморска висина се мери, секоја држава има различно ниво во однос на која да мери. И сега тие податоци за сите 3 држави можеме да речеме различни. Или забраната за лов не е во сите 3 држави во ист период. Некој ден порано, некој ден покасно и така натаму. Сите овие мерки кои би се услагодили за сите 3 држави истовремено да се применуваат, автоматски ќе предизвикаат поточни податоци и нормално сето тоа сите тие податоци ќе може да се формира база на податоци која ќе помогне тие испитувања да се стават во одредени бази кои ќе ни поможат како да понатаму да се преземаат мерки за заштита. Градоначалникот Јован Тозиевски сподели уште поповолни информации. Според општинските мерења, нивото на езерото веќе е подигнато за 160 сантиметри. Тој вели дека општината реализира проекти за заштита на квалитетот на езерската вода и нејзиното ниво. Во моментот веќе на подрачјето на целиот дел, да речем, на крайбрежјето, на сите населени, скоро на сите населени места,
по моментот се градат канализациони системи со прочистителни станици. Исто така, ние како локална продолжуваме на делот од ресен потечението на главната притока на голема река, исто да интервенираме во таков тип, најпрво за квалитетот и за тие насипи што речните корита ги носат во езерото да влијаеме и да надополниме со прочистена вода во одржувањето на басенот на езерото. Нашиот соговорник Славе Калајджиевски вели дека веќе 16 години не ги фрла своите рибарски мрежи во езерото. Тоа сега го остава за помладите генерации. Се надевам дека природата ќе биде милостива и ќе ни поклони повеќе врнежи, повеќе вода, повеќе разбирање меѓу луѓето и дека еден ден ќе имаме езеро со многу повеќе вода и на повисоко ниво од сегашното. Во 360 степени продолжуваме да го следиме развојот на настаните поврзан со тендерот за набавка на 100 амбулантни возила. Министерството за здравство не ги прифати барањата за измени во техничката спецификација кои требаше да доведат до поголема конкуренција, па до крајниот рок кој истече во вторникот пристигнаа само 2 понуди. И тоа едната е од релативно мала фирма, електромеханичарски дуќан, што е крајно нетипично за јавни набавки, чија вредност е изразена во милиони евра. Понудите беа отворени, но паралелно до второстепената комисија пристигнали или во најава се најмалку 2 жалби. Александар Димитриевски со новите информации на оваа тема. Министерството за здравство објави јавна набавка за 100 нови амбулантни возила со Помина повеќе од 1 месец од како ја објавивме првата сторија во која отворивме сомнеж дека тендерот за 100 амбулантни возила на Министерството за здравство се чини скроен за конкретен увозник или мал број увозници на возила. Конкретно, се бараат дизел возила со зафатнина на моторот од максимум 2000 кубни сантиметри. Ова во старт води кон стеснување на конкуренцијата, со оглед на тоа што дел од добавувачите во земјава нудат возила што можат да бидат амбулантни, но се со поголема зафатнина на моторот од 2000 кубици. Од Министерството за здравство го правда условот со аргументот дека дизел моторите до 2000 кубни сантиметри биле од понова генерација и загадуваат и трошат помалку од нешто поголемите. Министерот за здравство пак најави дека ќе го сменат секој услов за кој ќе добијат аргументирани барања. Све што има логика, све што е за подобрување на техничката спецификација, би било ненормално да не се прифати. Условот за мотор не се смени. Завчера се отворија понудите за амбулантни возила. Точно во 10 часот, во вторникот, на вториот кат во Министерството за здравство се отворија понудите за набавка на 100 амбулантни возила. Станува збор за тендер, чија проценета вредност без ДДВ е 390 милиони 889.830 денари, или 6 милиони 355.932 евра. Системот прикажа дека документација доставиле само 2 компании. Првата беше за нече електромеханичарски дуќан АЦЕ, Цветко Гоговски од Скопје. Купната понуда на оваа фирма изнесуваше 4 милиони 451.700 денари, односно 72.385 евра. Не можеше да се разјасни во моментот дали е направена евентуална грешка бидејќи сумата наликува како за едно возило, а не за 100. Втората пријавена компанија беше Automotive Group. Нивната вкупна понуда беше 390 милиони 595.000 денари, или 6 милиони 351.138 евра. По возило, тоа е 63.511 евра, што е само 48 евра поевтино од проценетата вредност на набавката. Според јавно достапните извори, Automotive Group е долгогодишен увозник на возилата од програмата на францускиот производител Renault. Крајни собственици се семејството Каленикови. Собственик на другиот претендент, дуќанот АЦЕ Цветко Гоговски, е физичкото лице Цветко Гоговски. Нема јавни траги дека фирмата е увозник на возила, но стои зад брендовите Auto Transforma и Auto Klima и според профилите на социјалните медиуми се занимава со монтажа на клима уреди на комерцијални возила и пренамена на специјални возила, меѓу нив и на амбулантни возила. Се обративме во компанијата и прашавме со кој бренд на возило ќе конкурираат и дали вкупната сума во понудата е грешка. Не добивме повратен одговор.
Пред да се разгледуваат понудените цени, Министерството за здравство ќе треба да провери дали понудите се целосни. Но тендерот ќе се гледа и на друго место. Александар Гиговски е менаџер на филијала на бугарска компанија во земјава која се занимава со пренамена и доградба на возила, вклучително и на амбулантни. Сакал, заедно со партнер увозник на возила во земјава, да се пријави на тендер. Но на крај не го направи тоа. Затоа ќе се буниме до второстепена, ќе пуштиме жалба и сегде каде што е потребно. Една од главните основи за жалбата која ја најавува Гиговски е следнава. Во тендерската документација се бара возилото да има преносен дефибрилатор. Во техничките карактеристики на уредот се бара максималната тежина на батеријата на дефибрилаторот да биде најмногу 0,5 кг. За дефибрилаторот, како и за останатата медицинска опрема, се бара да бидат регистрирани во Агенцијата за лекови и медицински помагала, Малмед. Гиговски тврди, постои само еден бренд во светот кој прави дефибрилатор со таква батерија. Има една компанија во Македонија што го увезува тој бренд и таа батерија. Едната компанија што увезува таква медицинска опрема не даваше на никој. Ја имам имейл пуштено до компанијата уште пред 45 дена, 30, побаравам понуда, се најнормално и другите компании пуштале мейлови за да побарат понуда, но никој нема одговор. Се кјути од таа страна. Од Министерството за здравство, тврди Гиговски, ги одбиле и забарањето да се дозволат дефибрилатори со поголеми батерии и да се дозволи регистрација на уредот во Малмед да се прави по склучувањето на договорот, а пред испораката, ако успеат да го најдат во странство. Дека таквите услови се рестриктивни, говори од искуство на тендери на меѓународни институции. За 4 години во Република Македонија имаме проекти на Европска унија и Светска банка околу 4 милиони евра. И сите се реализирани без проблем. За Република Бугарија имаме однесено 45 Мерцедес спринтери, проект на Европска унија што ги донираше за Република Бугарија. 4x4 за планинските региони. Поплака и предвидување дека на тендерот нема да има конкуренција, јавно искажа и од компанијата Euroimpex. Тие се официјални увозници на возилата од програмите на Peugeot и Opel. Нивната главна забелешка во фазата на поставување прашања за тендерот беше дека моторот е ограничен на максимална зафатнина од 2000 кубни сантиметри, а истовремено моќност од најмалку 110 киловати. Услов кој практично ги исклучува и нив и другите увозници. Според регистарот на второстепената комисија за жалби по јавни набавки, Euroimpex има поднесено жалба на 1 јуни годинава. Не можат да се видат основите на жалбата, се додека комисијата не донесе и не го објави решението. На забелешките дека условот за максимална големина на моторот во тендерот е таков што ќе исклучи голем дел од конкуренцијата, од Министерството за здравство се правдаа вака. Барањето за мотор со зафатнина до 2000 см кубни не е случајно поставено. Станува збор за внимателно избран баланс помеѓу перформанси и економичност. Амбулантните возила секојдневно функционираат во сложени услови, носат тежок товар, се движат низ урбани средини со чести запирања и мора да реагираат брзо и сигурно. Современите мотори од оваа класа, особено дизел турбо варијантите, обезбедуваат доволна моќност и вртежен момент за вакви услови, без при тоа да создаваат непотребни трошоци за гориво и одржување. Во услови кога возилата поминуваат илјадници километри годишно, оваа разлика е суштинска за рационално управување со јавните средства. На нашето прашање, дали условот сепак ќе ограничи конкуренцијата, министерот за здравство уверуваше дека има работна група што го анализира пазарот, а стручна комисија потоа креира техничка спецификација. Една од анализите е колку троши, колку е сервисот на одредена кола, така да овие перформанси мора ние да бидеме домаќински настроени и кон јавните пари и мора така и да размислуваме. Како што размислуваме за сопствените средства и менаџирање на тоа што го купуваме, мора истото да го имаме и за јавните или отворените полици. Значи, ако добро ве разбирам, оставате простор дека е можно да се измени техничката спецификација. Све што има логика, све што е за подобрување на техничката спецификација, би било ненормално да не се прифати. Барањата за измени во техничката документација сепак не беа прифатени. А со одлуката дали земјава ќе нарача нови амбулантни возила и по која цена, ќе мора да се почекаат одлуките на второстепената комисија за жалби по јавни набавки. Што и да се случи,
Ќе остане фактот дека кога пред 3 години ЕУ и купуваше на земјава 7 амбулантни возила, на огласот се јавија дури 7 фирми. Сега, за 100 возила, заинтересиран е само еден директен увозник. Ако е за утеха, цената по возило од околу 63.500 евра е речиси идентична со цената по која и ЕУ ги купи возилата – 63.400 евра. Иако, со поголема конкуренција, возилата можеби ќе чинеа и помалку народни пари. Иако често се насочени едни против други, дури и патриотските наративи на македонски и на албански јазик по социјалните мрежи и медиумите понекогаш имаат заеднички именител. Тоа е невидливата или навидум невидливата намера на тој што го произведува и шири да создава раздор во општеството или со соседите, а во функција на политички цели на држави од регионот или пошироко. Ова не е само теорија. Истражување и анализи на содржините во онлайн просторот покажуваат како граѓаните без да знаат се изложени на такви содржини. Земјава не е прва жртва на овие феномени, но прашањето кое се посилно се наметнува е не дали, туку како државата треба да почне да се справува со нив. Гајна Николовска-Ризвановиќ. На 8 мај се одржа протест предводен од студентите кои бараат да полагаат правосуден испит на албански јазик. На дел од националните телевизии веста беше прва во дневникот. Овие вести во живо за протестите, но и целокупната политичка дебата околу ова прашање која се случуваше денеска. Останете со нас, почнуваме. Како што е веќе познато, ова е втор протест на студентите албанци, бараат полагање на правосудниот испит на албански јазик, во спротивно ќе продолжат со протестите. Дел од медиумите пак ги пренесоа пораките и атмосферата од протестот подолу во вестите. Како се одвива протестот, кои се главните пораки и дали има скандирања за УЧК како првиот пат? А национални телевизии на албански јазик ги посветија речиси целите вести на оваа тема. Инциденти ерди пасење калимта расти провокои диса протестуес на база етнике, ndërsa полиција реагои me shpejtësi duke arrestuar gjithsej 3 persona. За кои теми и колку простор издвојуваат медиумите на македонски и медиумите на албански јазик во земјава? Проверивме не само преку телевизиски извештаи. Во една недела секој ден купувавме 5 од дневните вестници, 3 на македонски и 2 на албански јазик. Не е секој ден ист, но впечатокот е недвосмислен. Медиумите на македонски и медиумите на албански јазик третираат и се обраќаат на паралелни публики во паралелни информациски светови. Во Коха и Лајм, освен дневните настани, темите за кои известуваа во периодот кога ние ги анализиравме, беа поврзани со веќе споменатиот протест и со локални теми за проблеми во средини со претежно албанско население. Нова Македонија, Вечер и Слободен печат пишуваа повеќе за уставните измени, реформската агенда, односите со Бугарија и Грција. Но освен што медиумите произведуваат содржини наменети пред се за македонците или пред се за албанците, скриени актери на ист начин произведуваат дезинформации. Едни за македонци, други за албанци. Në përgjithësi, mediat lokale po shfrytëzohen për një agjendë të huaj, ku dhe po kontekstualizohen këto agjenda të huaja me çështje të rëndësishme për shtetin e Maqedonisë së Veriut, ku përmes tjerash patriotizmi po i shërben dhe po përputhet me agjendat e huaja që kanë për qëllim destabilizimin e shtetit. Како патриотизмот може да служи на странски агенди? Според истражувањето на невладината Democracy Lab, во кое биле анализирани десетици илјади објави во медиумите и на социјалните мрежи од мај до ноември минатата година, тоа се прави преку ширење на посебно дизајнирани содржини за македонците и за албанците. Така, на пример, на македонски јазик. Некои написи отидоа дотаму да ги обвинуваат македонските академици кои се за компромис како бугарски агенти. Додека на албански јазик. Лажен протечен документ циркулираше на Facebook и еден портал на албански јазик за наводен таен план на партиите на македонците да го поништат Охридскиот рамковен договор. Резултатот од ваквите и слични содржини е:
Ваквите наративи честопати им служат на интересите на надворешни актери како Русија, кои историски ги искористуваат етничките тензии на Балканот за да спречат единство и интеграција на Западот. Поделеното општество по етнички линии е помалку веројатно да има кохерентна надворешна политика или непречено да се приклучи кон западните структури. Така, ултранационалистичката дезинформација, иако навидум патриотска во своето раскажување, на крајот се усогласува со странски деструктивни цели. Në përgjithësi po rekomandohet që të nxitet edukimi mediatik dhe digitalizimi. Një gjë që është mjaft e rëndësishme është drejt institucioneve shtetërore, të cilët duhet të janë më të hapura dhe transparente ndaj publikut dhe të mos lejojnë të krijohet një vakum informativ i cili më tej po lejon që të shfrytëzohet ky momentum për të pasur më tepër dezinformata. Консултантката за стратешки комуникации, справување со дезинформации Светлана Силјановска оценува дека производството на штетни наративи води сметка за поделеноста на општеството по различни основи. Тоа го објаснува преку алгоритмите по кои функционираат онлайн медиумите. Во суштина, што се случува? Вие алгоритмот на социјалната мрежа која што денеска ја користите во текот на денот, детектира која е содржината која што вас ви интересира и доколку да речеме вие сте идеолошки десничар, ќе ги селектира и медиумите, односно онлайн порталите кои што веќе имаат содржини на социјалните мрежи, на своите профили на социјалните мрежи и само тие содржини ќе ви ги пласира. Создавањето штетни наративи за различни општествени групи го отвора исто така и прашањето која е целта? Например, низ пластичен пример, тоа е потикнување на чувството дека работите не се случуваат со активна промена на граѓаните. Еве да речеме, во нашиот случај тоа се изборите. Целта е да се стигне до што е можно поголема пасивизација и неизлезност на изборите, бидејќи на тој начин, еве да речеме, политичките партии ќе имаат работна задача да го мобилизираат само своето членство и на тој начин ќе ги добијат или изгубат изборите само со мобилизација на своето членство, не бавејќи се воопшто со придобивање, условно кажано, нели, на граѓаните кои што се неопределени или не се во нивните гласачки бази. На темата странско мешање и манипулации со информации неодамна се одржа дискусија во Скопје во организација на Институтот за комуникацијски студии. На дебатата беше присутна и консултантката за медиуми во ОПСЕ ОДИХР Франческа Боџери, која била дел од мисијата на изборите во 2017 година во Македонија. Таа се фокусираше на наративите за време на изборниот период. And this is what I would like to share, that this is a global challenge and no one can face this challenge alone, and therefore the efforts of multi-stakeholder approach is what works best, and the successful countries are those who can really put in place this system, like meaning cohesion and cooperation between state institutions and civil society, and this is what has been like a great success. Дел од меѓународните представници и експерти го споделија своето и искуството на своите држави во обидот да воспостават најсоодветен модел на превенција. I would highlight the examples of Sweden and the Psychological Defense Agency. France has a strong agency dealing with digital threats. It's called Viginum. Ukraine, for obvious reasons, has a very strong sort of infrastructure for dealing with information manipulation. And this is interesting because at this stage there is no unified model, and so I'm looking and I'm very curious about what is going on in different countries, because we might learn from all these different experiences, including from North Macedonia. Or are they just someone who's really Џон Мекарон Шипман од службата за комуникации на владата на Велика Британија зборуваше за начинот на превенција кој го спроведуваат тие. But strong approach with the social media organizations themselves, because I think we have lived in a bit of an invisible hand free market when it comes to the information environment online. But ultimately, Resist has worked in the UK to date, especially considering the things that haven't come to light. So
this morning, and every morning, a few of my colleagues who sit next to me in the office will be doing a report at 6 o'clock every morning, seeing what information threats are coming up on the horizon and tackling them from the beginning. Doesn't stop everything. Some things get through, but it is working. Препораките ги слушна и представници на македонската влада. Пред аудиториумот објаснија дека е направена национална стратегија за сајбер безбедност со која се детектираат хибридните закани и се отвора можност за подзаконска рамка која ќе биде своевиден патоказ. Ми се отвара мене лично една дилема, а тоа е дали преку рестриктивни мерки можеме да дозволиме ние да се најдеме во ситуација каде што навистина санкциите ќе се чувствуваат како цензурирање, каде што ќе се чувствуваат како поголема политизација, подалба во јавниот дискурс, и затоа мислам дека е најдобро ова да го третираме како општествен проблем на кој што треба институционално во соработка со сите останати чинители да одговориме, и како влада го имаме тој став и цениме дека заедно со сите чинители всушност и денешниот настан е показател дека навистина сакаме да ги вклучиме сите страни. На прашањето кој е најсоодветен избор на модел или механизам за заштита, Силјановска вели: европската регулатива која ги обврзува социјалните мрежи да ги филтрираат штетните наративи. Она кое што ние го немаме, а насушно ни е потребно, е актот за дигиталните услуги. Европската унија веќе го користи на големо овој механизам со кој што располага, за да може да воведе некаква регулација врз содржината која што се пласира и на која што се изложуваат граѓаните на ЕУ на социјалните мрежи. Кај нас е бришано поле по тоа прашање. Социјалните мрежи имаат целосно ослободување да пласираат како сакаат содржина. Постојат неколку модели и можности за факт-чекинг, меѓутоа ти бараат многу големи ресурси од страна на организациите кои што се бават со факт-чекинг, кои што ресурси пак се повеќе се намалуваат, да речеме, на меѓународно ниво. Досега е формирана неформална работна група со представници од повеќе институции кои се посветени на проблемот со странското мешање и манипулации со информации. Што и да се прави во моментов, се чини недоволно. Барем судејки според количината на штетни наративи кои си наоѓаат место не само на социјалните мрежи, туку и во потрадиционалните медиуми. Следната сторија во 360 степени е посветена на млад магистер на науки кој се обидел од различни аспекти да најде одговори на прашањата колку и како Македонија инвестира во областа на образованието. Сознанијата до кои дошол во неговото истражување не се нешто со што земјава може да се гордее. Гарена Николовска-Ризвановиќ ни ги носи наодите и препораките што ги предлага за работите да тргнат на подобро. Колку пари вложува државата по студент? Дали универзитетите знаат колку од студентите кои дипломираат се вработуваат? Колку средства се издвојуваат за високото образование како дел од бруто домашниот производ? Одговорите на овие прашања се некои од клучните параметри кои покажуваат каков е односот на едно општество кон образованието. А каков е односот на Македонија кон ова прашање, истражувал младинскиот активист и од неодамна магистер по економски науки Александар Николовски. Насловот на неговиот магистерски труд е ефикасност на јавните расходи за високо образование. Процентот кој што се одвојувал, да речеме, од 2008 година како процент од БДП за образование изнесувал 5,43%, кој што бил и над европскиот просек, додека пак од 2023 се спуштаме на 3,79% како процент од БДП за образование. Во дел на високо образование од 1,3% се спуштаме на 0,8% како дел од бруто домашниот производ, учество на расходите за образование како дел од бруто домашен производ. Со други зборови, земјава вложува се помалку во образованието ако се споредуваат парите што одат во овој сектор како процент од БДП. Како изгледа тој пат може да се види од следната табела. Ако во 2008 година се издвојувале 1,3% од БДП за високо образование, во 2013 тој процент е паднат на 1,16%. Со тие бројки, Македонија била подобра од, например, Чешка, која одвојувала 0,88%. Не биле многу далеку и Франција и Германија, кои одвојувале по 1,24%, односно 1,27%. Белгија, а особено Данска со 2,28% одвојувале значително повеќе од земјава, но блиску бил просекот на ЕУ, 1,24%.
Во следната деценија парите кои се одвојуваат за образование како процент од БДП паѓаат континуирано. Во 2022 година средствата одвоени за високо образование изнесуваат 0,84%. Некогаш близок европскиот просек станува далечен, 1,21% од БДП за образование. Далечни стануваат и Франција и Германија, а јазот со земји како Белгија или Данска е уште поголем. Само Чешка е близу со 0,79%. Споредено со регионот, во 2013 година само Турција и Србија издвојувале повеќе пари за образование како процент од БДП. Бугарија и Грција, на пример, издвојувале 0,65 и 0,66%, што било речиси двојно помалку од 1,16% во Македонија. 10 години подоцна Македонија издвојува 0,84%. Грција веќе одвојува повисок процент, а Бугарија се приближува од година во година. Сега е пред нас и Словенија, како и Турција, а само Србија паднала повеќе за 10 години од земјава. Магистерот Александар Николовски сепак подсетува, за целиот овој период растеле парите што се одвојуваат за образование во апсолутна сума, но тој раст бил значително помал од растот на богатството кое го произведува земјата, односно бруто домашниот производ. Тоа се должи на неинвестирањето во образованието, затоа што во најголем дел порастот е во расходи за плати во последните години и во најголем дел е за отварање на нови универзитети. Ако во 2006 година сме го имале универзитетот во Скопје, во Битола и во Тетово, потоа во 2008 се отвараат Гоце Делчев во Штип и тој во Охрид, и во 2016 се отвара Мајка Тереза. Тука има некои поголеми капитални инвестиции, но генерално другите универзитети, постоечките државни, се соочуваат со многу малку капитални инвестиции, многу малку средства за наука и така натаму. И сега споменувате во 2023 е 0,71% од БДП за високо образование зборуваме. Тоа е историски минимум во однос на периодот кој го анализирате, со оглед на тоа што нема податоци за последнава година, за 25-та и 26-та. Кои се главните фактори кои влијаат на ова според вас? Што се однесува на расходите за високо образование како процент од БДП, во 2023 историскиот минимум, да, точно, 0,79. Сега има мало зголемување, 2024 бидејќи имаме податоци за колку изнесувал бруто домашниот производ тогаш. Тоа се должи затоа што во 2024 имаше зголемување големо на платите на професорите и во 2025 тоа може да се види како во учеството на расходите за високо образование во вкупните расходи во нашиот буџет, но од 2008 па наваму тоа целосно намалување се должи на истите фактори. Значи нема големи капитални инвестиции, освен отварањето на новите универзитети. Например, УКИМ во 2008-2009 учеството на капитални инвестиции во вкупниот буџет е околу 9%, сега се сведува на 3 до 4% учество на капитални инвестиции во вкупниот буџет, најголем дел оди за плати, за стоки и услуги. Токму анализата на капиталните инвестиции го одвела Николовски и до друг заклучок. Според него, бројките покажуваат дека нема рационално оправдување на политиката да се отвораат нови универзитети, особено ако на тоа се додаде фактот дека бројот на студенти се намалува. Да речеме, од 2008-2009 бројот на студенти кои што се на државните универзитети изнесува околу 50.000, 2024-2025 40.000. Значи ние бележиме 10.000 студенти намалување на бројката на студенти за 10.000, а во меѓувреме вложуваме во отварање на нови универзитети, а за постоечките универзитети капиталните инвестиции се намалуваат. Значи не ни го задржуваат тој константен обем кој што бил, туку средствата се намалуваат. Тоа што и тие пари што одат во образованието не се вложуваат во капитални инвестиции и наука води до пат на меѓународните рангирања на јавните универзитети, вели Николовски. Освен УКИМ што е рангиран на 440-то место на QS листата, која што е на европската QS листа, а не на официјалната, туку на локална, покажува дека
нашите универзитети не произведуваат доволно, значи не произведуваат доволно трудови, не се следи вработливоста на студентите, освен УКИМ, другите универзитети не следат што прават нивните студенти по завршување на факултетот. Значи не е битно само да се даде дипломата, многу е клучно да се види дали тој студент потоа ќе се вработи, за каква плата ќе се вработи, на кое место, дали во институција, дали во компанија и слично. Тоа велите освен УКИМ не го следат другите универзитети. Да, другите универзитети не завршување на студентите. Другите државни универзитети не следат дали нивните студенти се вработиле. Така да во рамки на мојата анализа каде што јас следам колкава е вработливоста на студентите по дипломирањето, можев да превземам податоци само од УКИМ, затоа што другите универзитети немаат такви податоци. Истражувајќи ја темата, Николовски дошол и до заклучок дека има области каде финансирањето е очигледно зголемено. Во апсолутни бројки, за околу 2,5 пати се зголемени парите кои државата ги издвојува по студент. Односно, ако во 2009 година се издвојувале приближно 1600 евра по студент, во 2025 година достигнува околу 4300 евра по студент. Но и тоа е далеку зад европските стандарди. Европскиот просек е околу 10.000 евра по студент за високо образование. Значи, ние некаде пола вложуваме од европскиот просек, додека пак скандинавските земји вложуваат и од 15 до 20.000 евра по студент за високо образование. Прв и втор циклус? За целото високо образование, да. Понатаму имаме број на наставници, број на студенти по наставник, односно на еден наставник колку студенти има. Тука имаме подобрување, подобри сме од Европската Унија, значи ако европскиот просек е околу 15 студенти на еден наставник, кај нас е 10 студенти на еден наставник, што значи дека наставникот може да се фокусира на помал број на студенти, но од друга страна, што може тоа да значи? Тоа може да биде и проблем дека имаме поголем број на наставници од што е потребно. Да речеме, дел од тие наставници може да се пренасочат да бидат само истражувачи, да произведуваат повеќе научни трудови, да работат само научно-истражувачка работа, додека пак кај нас во најголем дел од професорите на факултет се оние кои што ги работат двете работи. Врз основа на заклучоците до кој дошол, Николовски изготвил и препораки. Централно место зазема начинот на финансирање на јавните универзитети. Наместо сегашниот модел, тој предлага критериум да бидат перформансите. Што универзитетите произведуваат, стапка на дипломираност, стапка на вработеност, понатаму научна продуктивност, колку од професорите објавуваат трудови, но тоа да биде запазено со клучна евалуација, на каков начин, да не биде тоа само, како да кажам, давање на дипломи, туку да биде квалитетно, да се воведе квалитет, а тој квалитет се унапредува преку соодветна евалуација. Понатаму, да се оптимизира соодносот на бројот на студенти и наставници, да се склучат повеќе годишни договори за финансирање со универзитетите. Нов модел на финансирањето на државните универзитети е идеја со која се согласува и Министерството за образование, барем ако се суди по неколкумесечната кампања на владиниот ресор за измените на Законот за високо образование. Тој модел сепак се разликува од она што го предлага младиот магистер на науки. Па 360 степени упати и неколку прашања до Министерството за дел од заклучоците и препораките во трудот на Николовски. Не добивме став до затворањето на сторијата. Сторија по сторија стигнавме до редовната саботажа. Неготино навистина ја презема лидерската позиција во тиквешијата. Нивниот совет функционира како реално шоу во кое учесниците не се надпреваруваат за главна награда, туку за подобра стартна позиција пред следните избори. Оваа сезона има и едукативен дел. Да ми објасните подетално, пошто не сум доволно стручен, што значи тоа когнитивни способности за развивање на когнитивните, како рековте? Извините. Добро да ми објасните за тоа, благодарам. Една од способностите што имаат навистина тешко име е меморијата, веднаш до неа и говорот. Но кога помнењето ќе затее и јазикот ќе биде побрз од мислата, се отвора простор за придонес кон македонската лексикографија, со зборови кои досега не постоеле. И сметам дека тоа е дибулоза, што вие сакате да го представите пред јавноста.
Секоја дебулоза обично е проследена со известна доза нервоза. За среќа, секогаш има колеги подготвени да помогнат со проверени рецепти и квалитетни илјачи од увоз. Ајде толку да не те давам, да не те правам нервозно. Друг пат кај идеш, да ми си јапчињаличите донесам, јас имам во бави. Колега, никој не е нервозен, сите ве слушаме и ве трпиме тука со сати да зборувате, сега јас да вреđате и да оквалификувате како што не треба. Кога страстите ќе се смират и шоуто ќе продолжи во редовен амбиент, почнува вистинската трка по внимание. Во неа спред конкуренцијата, неприкосновен фаворит е победникот од последната емисија. Низините конкуренти ја откриваат стратегијата. Што повеќе, фотосесии. Присутни сте насекаде, за пофалба. Гледаме слики секој ден. Турнир табла, турнир шах, турнир кошарка, селска слава, икона. Секако во една таква трка не недостасуваат ниту ситни подметнувања, особено кога се координирана заедничка акција, ќе биде оневозможен против кандидатот да ги истакне своите предности и искуства. Знаеш ли ти што е софтвер? Не, ти знаеш. Па никога ме стеме софтвер во Југо Комерц и во авторемонт. Да се држиме до точката од дневниот ред. Ме пита сега, сега ти не му викаш да не мислам. Он ме пита, ја да му одговорам. И на крајот, сепак не постои шанса за да се стигне до триумф, а да не се искористи туѓиот публицитет, да не се боцне како комарец, првиот и тоа омразен сосед. Како, например, животна средина, ако имаме инспектор, до сега че беше напрскано, че не маш да имаме комарци и глувци, кај што вика Вуле, среќа нилски кој што не испадна, ки имито крокодил, вика, кај не го имал. На Неготино не му требаат инспектори, туку вратари, оти за нагледаното регионално шоу. Треба да се наплаќаат влезници. Само и покрај тоа што сите отворени дилеми на седницата на Советот беа расчистени, останува неодговорено. Само едно прашање. Кој всушност се грижи за Неготино? Завршуваме. Повторно ќе се видиме в понеделник од 20:15. Пријатно.